Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и партиска делегација денеска на третиот ден од посетата на Берлин оставарија билатерални средби со повеќе политичари и актуелни функционери од Сојузна Република Германија. Делегацијата оствари средба со федералниот министер за земјоделство и храна во сојузната влада на Меркел Кристијан Шмидт. Тие разговараа за можностите за соработка за цврстување на односите и размена на искуства околу мерките и политиките од областа на земјоделието. Груевски оствари средба и со државниот секретар од Федералното министерство за финансии од Германија, со кога разговараше за можностите за јакнење на економската соработка која бележи нагорен тренд во последниве години. Над десетина компании од Германија се присутни во Македонија со потенцијал оваа бројка да расте и токму како резултат на овие работни места повеќе илјади граѓани обезбедуваат работа во повеќе градови во Македонија. За лидерот на ВМРО-ДПМН посетата на Берлин ќе помогне да се изградат поцврсти релации со најмоќната членка на Европската Унија. Во изминатите денови имав над 15 на средби тука во Берлин со поголем број на политичари, дипломати, луѓе кои што имаат големо влијание овдека во Германија во политичкиот живот и целта беше да се дадат што повеќе информации околу Македонија, состојбите, проблемите, начините на надминување, но и да се воспостават контакти, да се воспостават трајни пријателства, трајни контакти кои што долгорочно ќе бидат од важност за Република Македонија. Се обидовме да направиме поцврсти релации со луѓе кои што долгорочно може да бидат од помош за Република Македонија и да ги разјасниме сите случувања во Македонија кои што се случуваат во минатите години и по две, но и очекувањата и нашите планови за понатаму во смисла на развој на земјата, во смисла на европските и евроатлантските интеграции, во смисла на развој на економијата и така натаму. Покрај политичките средби имавме и средби со луѓе кои што се на високи позиции во бизнис секторот, на кои што пак им говоревме за економските достигнувања, но и добрите можности за правење бизнис во Македонија и за инвестирање во Македонија. Така што се на се беше една одлична можност за разговор со многу луѓе и нивно запознавање со приликите во Македонија, но и за градење пријателства кои што долгорочно ќе бидат од корист за нашата држава. На средба со вице-канцеларката на Баварија Илсе Ајгнер, делегацијата на ВМРО-ДПМН доби благодарност од граѓаните на Баварија. Ајгнер порача дека и покрај тоа што не е членка на Европската Унија, Македонија е почитуван партнер, особено поради конструктивноста пред надминување на бегалската криза. Ние сме навистина благодарни на македонските луѓе за безбедноста на границите и посакуваме се најдобро на Македонија. За билатералните односи меѓу двете земји и развојот на настаните во Македонија, денеска Груевски разговараше и со Торнстен Фрај од партијата на канцеларката Ангела Меркел. Влијателниот германски пратеник смета дека Македонија заслужува поддршка на својот пат во Европската Унија и НАТО. Тој вели дека членството на Македонија во ЕУ е долг процес, но мора да биде апсолутно јасно дека Македонија заслужува многу фер договор на својот пат кон ЕУ. Изминативе години ЕУ не беше секогаш фер со Македонија, рече тој и додаде дека ВМРО-ДПМН спроведе неколку точки од дебатата во Македонија.